А сега да ви ја најавам нашата гостинка, поточно гостинката на Ирена, тоа е Марија Лазич, позната нутриционистка, веќе наша редовна гостинка. Марија, добро утро, добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов, благодарам на поканата. Добро утро и на гледачите. Марија, од тебе и ние и гледачите ќе добиваме корисни совети за здрава исхрана во текот на зимата, која што за жал ни предстои. Но јас сакам да те прашам нешто друго, што исто така спаѓа во делот на здрав начин на живот. Ми се појави пред малку, некој не прислушкува дефинитивно кога кажам дека Марија ќе прашање идеално за тебе. А се однесува на еден наш традиционален ритуал на кој што вообичаено си го започнуваме утрото, уште со неотворени очи, а тоа е првото утринско кафе. Сега прочитав дека тоа не било здраво. Првите 2 часа не требало да се пие кафе, бидејќи на тој начин сме создавали имунитет од кофеинот. Дали е тоа точно? Дали се согласуваш со тоа, односно како ти го започнуваш твоето утро? Утрото е најдобро прво да се започне со една чаша млака вода, бидејќи телото ни е загријано кога стануваме од спиење, за да се неутрализираат нормално и сите киселини кои што се лачат во текот на ноќта. Потоа е најдобро да се испие една шолја чај и многу поздраво е да го почнеме денот или утрото со чаша чај, него ли со кофеин, кафе, ете така традиционално, што нема нели да го пропуштиме секако, меѓутоа тоа може да настане и после појадокот. И она што е најмногу ризично, пиењето кафе или кофеин на гладно може да ни предизвика и камчиња во жолчката. Значи од тие причини најдобро само да го одложиме, не да му се скараме, да го одложиме. Не, значи може да се почне со чај, па да се иде на појадок, па после појадокот или да се касне некое овошје, дали е овошна салата, дали е смути или сок од овошје и понатака може да се продолжи со кофеинено со кафето. Ти благодарам, Марија, на ова разјаснување. Ирена, добро утро до тебе и повели со твоите прашања. Добро утро, Искра, добро утро, почитувани. Ете како што веќе Искра ја најави нашата утринска гостинка Марија Лазич, нутриционист, која што ни доаѓа од Нутри Диет клубот. Марија, добро утро и од мене. Добро ни дојде во утринската програма на телевизија Алфа. Она што ќе зборуваме во наредниве 15 до 20 минути е исхрана во зимскиот период, кој што, како што кажа Искра, за жал веќе е пред нас зимата. Сега зимата си доаѓа со студеното време, а со студеното време се повеќе сме дома затворени или дома или во затворен простор. Внесуваме за жал повеќе скроп, повеќе шекер. Како во зима да се исхрануваме правилно, односно како да го зачуваме имунитетот, бидејќи и период на вируси ни престои, е пред нас. Како да си го зачуваме имунитетот и како да ја појачаме и да ја зголемиме енергијата во овој зимски период? Така. Со кој тип на храна? Значи, нашата способност на телото да доаѓа во допир со околината, а при тоа да останеме здрави, е најмногу се должи на имунолошкиот систем. Значи, он е тој кој што не чува и заштитува од патогени, вируси, бактерии кои што ни предизвикуваат настинка и грип. Исто така не чува и од разорните клетки на ракот кога ќе дојдат до канцероген степен во телото. Научно е докажано дека сиромашната храна не прави поподложни на инфекции. Што се подразбира под сиромашна храна? Сега ја кажам. Од тука, значи дека здравата храна е клучна и е најзначајна за да се одржува правилна рамнотежа на имунолошкиот систем. Што подразбираме ние по таа здрава храна? Значи подразбираме продукти богати со витамини, минерали, антиоксиданси, продукти богати со растителни влакна, доволно течности, што значи дека сиромашната храна ги изоставува сите овие продукти, односно како нутриенти. Таа храна не е сиромашна храна. Значи, чим немаме во нив витамини и минерали, тоа не е нас сиромашна храна. Све што спаѓа во пржено, препржено, исто влегува во еднолична исхрана. Значи, треба да се задржи оној баланс на разновидна исхрана. Зашто? Затоа што клучен во имунитетот, секако клучни се антиоксидансите. Значи, они се најмокиното оружје на организмот во борбата против сите инфекции, во борбата против слободните радикали. Затоа што тие се тие кои што прават штетата во нашиот организм. Сега, како ние би одбрале продукти
богати со антиоксиданси. Една нивна карактеристика многу битна, тоа е бојата. Значи, Бојата? Бојата. Значи, кога идеме во маркет, треба да земеме све што ни е разновидна боја. Црвената боја ни сигнализира дека тука имаме ликопен, значи домат. Портокаловата дека имаме бета-каротен. Морков, портокал, манго, значи се што има тиква, се што има портокалова боја. Сината и виолетовата антоцијанини, зелената хлорофил. Што значи дека секогаш треба да имаме сервирање од еден убав шарен олик танир, јас како што велам, за да ги конзумираме сите потребни витамини, минерали и антиоксиданси. Значи тоа не сме да изостанува ниту во лето, ниту во зима. Да, помалку ги имаме, односно сега веќе имаме специализирани продавници кои што носат овоше и зеленчук во текот на целата година. Единствено е кога не име сезона и тоа е научно докажано дека помалку имаат хранливи вредности во однос на тој период кога име сезона. Меѓутоа ги имаме и можеби малце поскапа цената, меѓутоа мораме да ги максимално да ги внесуваме, да. Сега спомена Марија и ти, избалансираната исхрана е важна и во летниот и во зимскиот период. За имунитет, најважни витамини, витамин С, цинкот, витаминот Д. Ајде малку за гледачите совети во кои продукти можеме да ги најдеме во зимскиот период овие витамини? С витамин најмногу го има во пеперката. Значи Во пеперката? А ја ќе кажа во лимунот. Не. Или во кивито? Не. Пиперка, магдонос, потоа иде сокот од лимон, портокал, грейпфрут, киви, јагода. Дури јагодата имам повеќе во односи на сокот од лимон, зелка, раштан, од прилика тука негде значи, пиперката е најбогата со витамин С. Да, меѓутоа оно што е интересно за С витаминот тоа е дека самиот витамин е многу чувствителен на вода, воздух и топлина. Што значи дека со бланширање на зеленчукот се губи од прилика 25% од С витаминот, да. Со термичка обработка, односно варење на зеленчукот на висока температура 10 до 20 минути се губат 50 и повеќе од 50% на зеленчукот. Што значи дека ако сакаме да го искористиме максимално С витаминот од исхраната, тогаш треба поготово за С витамин да се користи свежа и сирова варијанта, да. Витаминот Д, зимно време го имаме многу помалку поради сонцето? Да, го имаме во морските ракчиња, го имаме во безмастено млеко, го имаме во јајца, го имаме во сардина, го имаме во бакалар. Д витаминот, меѓутоа Д витаминот како Д витамин не сме да се зима сам на своја рака, да. Он е клучен за регулација на калциумот во крвта и за да го контролира самиот имунолошки систем, функцијата на имунолошкиот систем, меѓутоа секогаш треба да се проверува преку крвна слика. Доколку постои дефицит, тогаш треба да се пие, доколку не постои дефицит, на собствена рака Д витамин не би требало да се пие. Ние на собствена рака можеме да се ги пиеме оние витамини кои што ајде да речем народно се растворливи во вода, тоа се С витамините, Б витамините, заради тоа што при наша конзумација негде во половина час до 1 час почнуваат да се исфрлаат од нашето тело, преку урина, преку пот. Така да не можеме тука да се предозираме нормално ако не испиеме некоја доза од 10.000 единици, што е невозможно. Тука не можеме да се предозираме, па можеме во тој случај на своја рака да се земеме С витамин за да го подобриме имунитетот, меѓутоа кога се работи за витамини кои што ни се растворливи во масти, како што ни се А витамин, И витамин, Д витамин, треба внимателно. Q10, омега 3, тогаш треба внимателно и секогаш под надзор на доктор или во совет, да. Сега она што ни е актуелно во овој период е зимницата, која што сами сме си ја подготвиле, значи туршија, кисели краставички. Во моментов актуелна е подготовката на зелка. Колку овој вид на зеленчук сега, ферментиран зеленчук е здрав, поготово за киселата зелка, ме интересира, и ланата или јувата, народски како се викава на нашите простори, колку е богата со витамини. Имам прочитано дека јувата или ланата е најдобар природен пробиотик. Да. Колку има и колку се останати витамини во зимницата, која што веќе си ја конзумираме во овој зимски период? Бареме традиција на наше поднебје. Немам ништо против да се користи закиселена
Општо закиселен зеленчук. зеленчук, да, или мариниран зеленчук, меѓутоа мора да имаме во предвид дека хранливите вредности се намалуваат во однос на сировата кај било кој закиселен зеленчук. Ако земеме пример крставички, во 80 калории, значи една чинија свежи крставички, ние имаме негде 30 мг С витамин, во закиселен имаме 20 мг С витамин. Што значи дека може да се конзумира поготово во зимниот период, али да имаме секако барем едно послужување на свеж зеленчук или да се комбинира со свеж зеленчук. Точно е дека во закиселената зелка има повеќе С витамин и точно е дека е пробиотик природен јувата, меѓутоа да не го изоставиме и оној битен дел затоа што она има сол. И Сол, во тој случај, да, И во тоа е тој многу. случај може да биде ризична за лицата кои што имаат хипертензија, за лицата кои што имаат зголемен висок притисок и така натаму. Така да секогаш во зимниот период кога се користи закиселен зеленчук да се има и свеж зеленчук. Само не сум за ајвар и за нели лютеница и Пинџурче, пинџурче. лутеница, Ете така. така, не сум Зошто? за тоа, противник сум на тоа заради дека тоа што се така? Да, заради тоа што се премногу пржени прво во сончогледово масло, друго што пиперката Ги уништува сите ги уништува, корисни да, состојки. поготово кај пиперката. Она е единствен зеленчук кој што термички обработен, во него не останува ништо. Да не се лажеме. Значи немаме, имаме највеќе С витамин во пиперката. Тогаш подобро да се искористиме свежа, него ли? Да. Тука не се само празни калории и холестерол. Живееме во едно многу брзо време, каде што луѓето многу често знаат да се ослонат на брза храна, немаат време за готвење. Младите некогаш работат и две работи и така да таа храна најчесто предизвикува зголемен холестерол, зголемени триглицериди. Па од тука сум противник на таа храна. И сега уште едно прашање поврзано со нашата традиција. Веќе ни почнаа со Митровден, ни почнаа славите. Ни предстои еден период на празници, полни трпези, изобилие од храна. Како да не се покачат килограмите во овој период и зимски? Значи, малку шетаме, помалку се движиме. Еве еден совет од вас како нутриционист. Она што е најбитно и како правило, а што ние не сме навигнати на тоа, тоа е да не треба уопште да се меша храната. Значи, ние кога сме на слава, ние на трпезата имаме. Еве, Свети Николај посна слава. И ние имаме традиционална кујна. Како не пробаш од се, заради неа, не заради нас. Да, меѓутоа, ајде да се ставиме во самата форма на желудникот. Значи, ние му ставаме риба, ставаме гравче, ставаме сарма, ставаме ајвар, ставаме салата, ставаме благо, ставаме вино, ставаме раги, ставаме све како една торба. И тоа се случува во рокот час и половина до 2. Значи, наредните 8 часа што ќе каже желудникот. Значи, за да вие имате потреба и од тоа благо треба поминат 3-4 часа да се свари храната, да се свари. Гравчето што го јадеме, му треба 8 часа најмалку за да се свари во организмот. Значи, треба да се на окото наше да се навикне на тоа. Убаво е да се гледа за окото, меѓутоа да се проба, треба само да се проба. Значи треба да се седи на слава по 5 часата. Ама и друго нешто, и мозокот е попаметен од стомакот, така? Не треба стомакот да ни кажува. Мислам, во значи, теорија. не треба да мешаме, може да се касне, не треба биде пун танир гравче, може да се касне на лажичка гравче и риба. Значи, или одбираме да јадеме гравче и риба, или одбираме да ја изедеме една сарма, 2 и риба. Не и 10 сарми, не и цел танир гравче, не и 2 риби, тоа е веќе премногу за многу краток период. Значи, умерено и избалансирано. После тоа доаѓаат тие проблеми со желудникот, киселини со желудникот, наредниот ден што ќе каже желудникот и така на ноќта, бидејќи ќе има проблеми со варењето во текот на ноќта и така натака. Така да треба да се учиме за сите слави, нова година, само да не се меша храната. Бидејќи вие имате секаде во Европа имате шведска маса на послужување. Меѓутоа дали сте приметиле некој да зима 20 работи во танирот, освен балканец? Кога одат балканци, да. Швеѓани не, балканци да. Никогаш. Значи никогаш од Европа нема да земе све во танирот, све што има. Он се држи до тоа
он што јаде. Значи тоа он што јаде, он тоа зима. Да, може би е убаво за око ќе погледнеме, меѓутоа зима тоа он што јаде. Кај нас балканци се става се што е можно во танирот. Значи во исто време и месо, и храна, и лубеница, и благо, да не се пропушти нешто така. Сега сакам да те прашам и за неколку пати ги спомнавме суплементите, бидејќи потребно избалансирана храна, поготово во зимски период. Кусо само суплементи да или не? И ако да, кои? Да, значи суплементи да, заради тоа што постојат дози на еве на С витамин. Сиромашни сме со свеж зеленчук и овошје, а треба да внесеме 2000 милиграми С витамин, поготово кога ни е поосетлив. Во зимскиот период, така? Да, поготово кога ни е поосетлив имунитетот. Да. Во тој случај или да речеме кај пушачите. Оние кои што мораат да земаат пушачи поголема количина на С витамин во однос на било кој нормал. Речеме 2000 милиграми С витамин е најгорната граница. И ние не можеме да ја постигнеме само со исхрана, во тој случај земаме суплементација. Меѓутоа не треба да се претерува со таа суплементација, да, она треба да се зема периодично, значи не треба да бидеме константно, не можеме да пиеме 6 месеци С витамин, да, значи се пие месец дена па се прави пауза и така натак. На сите суплементи пишува додатоци во исхраната. Така. Значи не може да ја замени. А оние што се мултивитамини, што имаат повеќе витамини на еднаш. Да кажам, не може да ја замени разновидната храна. Не може да јадеме тост и да пиеме мултивитамин и да мислиме дека нас имунитетот ќе не биде појачен и дека нема да ни опадне имунитетот и затоа ќе си јадеме таква храна. Не, значи ништо не правиме ние со тој мултивитамин. И друга работа. Не значи дека и здравата храна која јадеме, не значи дека све ќе се апсорбира во цревата. Значи може да се случи да јадеме спанак и целиот да го исфрлиме, да не се апсорбира воопшто железото, да нема ни со што да се сврза. Во тој случај на него му требаат суплементите. Сега уште едно кусо прашање за крај, пред крај, бидејќи по вас ќе имаме спортист гостин. Не откривам сега кој и што. Сакам да се надоврзаме за спортистите. Оние кои што се занимаваат со спорт имаат секако режим на исхрана, секогаш е поразличен од нас останатите. Ајде малку за спортистите. Како тие правилно да се исхрануваат, да имаат добра енергија за вежбање, кој што е сигурно има повеќе потребна од ние невежбачите, ако може така да кажам, и да имаат секако овој зимски период добар и јак имунитет. Така, значи спортистите има многу битна исхраната, прво во одржување на кондицијата, друго за да постигнат подобри резултати и трето за да се одржува оптимално нивното здравје. Меѓутоа, таа треба да се заснова на 15%, од 15 до 16% треба да биде застапени протеините од животинско потекло, значи месо, риба, јајца и така натак. Половина од тој процент треба да иде во протеини од растително потекло. Јаглехидратите треба да бидат застапени од 45 до 50%. Меѓутоа, најголемата грешка што се прави тоа е со скробот, компир, ориз. Скробот треба да биде најмалку застапен во исхраната. Јаглехидратите треба да се примаат преку овошје, зеленчук, мед, цедени сокови. Мастите, здравите масти, зависи од јаглехидратите, они негде треба да бидат од 25 до 30% застапени. Меѓутоа, во здрави масти секако заситените не спаѓаат. Значи, свинско месо, сланина, шунка, сето тоа треба да се избегнува и спортистите треба да избегнуваат леп и мешунки за да ја не добиваат подуеност. Она што е најинтересно кај нив е дека 20 или 30 минути пред тренингот можат слободно да земат една лажичка мед за да најбрзо и најлесно добијат енергија. Така да ќе се складира гликоген во резервите во мускулите. Друга работа која што е многу битна, бидејќи самите спортисти конзумираат многу повеќе продукти од животинско потекло, кај нив се создава кисела средина во организмот. Значи нив им е неопходен не скробот, туку овошјето и зеленчукот за да се создаде алкална средина. Например, еве ако го земеме лимунот како овошје, он е кисело овошје, меѓутоа во нашата средина внатре во организмот он предизвикува алкална средина и така ја контролира самата пеха. Марија, тука ќе ти се заблагодарам за твоето гостување ова утро во Добро утро секој утро. Благодарам на сите овие корисни совети за нас и за гледачите. Се гледаме во некоја наредна прилика. Искра,
Имаме ли некое дополнително прашање? Не, или? она што спомена дека спортисти, подоцна ќе имаме спортисти, во продолжение ќе слушнеме животната приказна на еден диабетичар. Предпоставам, знаеш, Марија, дека денес е светски ден на диабетесот. Речи си секој 10-ти жител на планетава е диабетичар и предпоставам дека и кај тебе во твојата пракса во Нутри Диет клубот има доста диабетичари со оглед на тоа што и тие мора да се придржуваат до одреден режим на исхрана, особено тие. Да. Имаше накој некој совет за зимскиот период за нив или она што важи преку цела година треба да внимаваат значи исто? диабетичарите секако треба да внимаваат и они многу најдобро е да се избегнува скробот бидејќи кај нив негативно ќе влија. Она што е најбитно за диабетичарите е тоа што јас секогаш го повторувам и кај оние лица кои што доаѓаат кај мене е тоа дека они мора да имаат редовни оброци, многу повеќе оброци. Ако ние нормалните имаме 4 до 5, они имаат и 6. Нормалните зборувам лица кои што нема било какво заболување. Значи се движи тука од 4 до 5 оброци. Кај нив најмалку 6 оброци треба да има. Они треба да јадат исклучиво исхрана со низогликемиски индекс и не смеат да прескокнат оброк. Чим прескокнат оброк, веднаш се качува самиот хормон инсулин и практично ќе го качи шеќерот. И друга работа која што не треба никако да изостанува кај нив, тоа е самата физичка активност, па нека биде и подолго пешачење, бидејќи физичката активност го согорува шеќер. Тогаш шеќерот кај нас се претвара во енергија. Така ќе може на некој начин да се заштитат за да не им се качува постојано или да не биде висок коефициент. И секако еве уште еден совет од нутриционист, тоа е појадокот секогаш да им биде исклучиво со растителни влакна. Најчесто да го користат овесот, зашто? Затоа што овесот ја качува само една единица, го качува шеќерот во однос на било кој друг оброк и така ќе го задржи подолг период. До за некој следниот оброк за некој си 3-3,5 часа кој што треба да настапи, ќе биде исклучиво само една единица. Можат слободно да проверуваат и да пробаат да видат дека најмногу дали ќе бидат овесни снегулки или овес во житарка од целозрна овес, најмногу ќе го исконтролира. Марија, многу ти благодарам. Мислам дека слушнавме корисни совети за сите.